Втор дневник на Канал Плюс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Здравствената станица во Македонска Каменица наскоро ќе добие нов мамограф. Денес во работна посета на Македонска Каменица беше министерот за здравство Никола Тодоров. Министерот за животна средина и ректорот на Штипскиот универзитет подпишаа договор за реализирање на проекти од областа на екологијата и заштитата на животната средина. По 50 години Центарот за вработување во Виница со нови простории, кој денес ги предаде заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. За да ги задоволи потребите на компаниите, но и за да обезбеди работа за невработените, Агенцијата за вработување организира обуки за лицата кои бараат работа за дефицитарните струки. Обуките ги вршат компаниите, коморите, средните стручни училишта и за тоа добиваат надомест. Надомест добиваат и невработените кои го полагаат испитот и се стекнуваат со сертификат. Имено, во период од 3 месеци обука и 1 месец практична работа ќе добиваат по 6200 денари надомест, но исто така ќе стекнат знаења и вештини кои ќе ги направат поконкурентни на пазарот на трудот. Невработените можат да се пријавуваат во Агенцијата за вработување најдоцна до 31 јули годинава. Министерот за здравство Никола Тодоров денес беше во работна посета на Македонска Каменица, чија здравствена станица наскоро ќе добие нов мамограф. Кажете ни нешто повеќе за има ли некоја новина за здравствената станица во Македонска Каменица? Денеска сме во целодневна посета на Македонска Каменица. Ја посетивме здравствената станица. Тука набавуваме нов мамограф. Тоа е една одлична соработка што ја направивме заедно со општината и со градоначалникот на Македонска Каменица. Заеднички да се набави мамограф за сите жители на Македонска Каменица и околните населени места. За прв пат во историјата Македонска Каменица добива мамограф и оваа услуга ќе биде на тој начин доближена и овозможена на сите граѓани и пациенти на Македонска Каменица. Така, неодамна имавте отчет во кој што навестите голем број на вложувања во овој регион. Кажете ни нешто за тоа. Точно, го промовиравме отчетот на ВМРО-ДПМН и коалицијата за се она што е направено во изминатиот период, со фокус на периодот од 2014 до 2016, но и за проекти кои што се започнали и се реализирале и пред периодот на 2014 година. За Македонска Каменица би истакнал дека во овој период се вработени 90, се овозможени нови 90 лица да бидат вработени, и тоа преку два проекти. И тоа проектот Македонија вработува и проектот вработување на млади до 29 години. Тоа се 90 млади лица или лица кои што претходно немале работа, немале плата, сега се вработени, имаат плата, имаат можност на тој начин да се издржуваат и себе и своето семејство. Исто така за одбележување и проектот што се заврши во делот на реконструкцијата на патот Македонска Каменица Делчево. Тоа е проект околу 75 милиони денари вреден беше. Исто така и проектот за реконструкција на секундарната водоводна мрежа. Тоа е проект околу 310.000 евра или околу 19 на милиони денари, кој што е реализиран, и проектот за реконструкција на домот за стари лица. Тоа се проекти кои што во изминатиот и уште други проекти, но еве ги одвојуваме овие проекти кои што се наведени во отчетот и кои што сите граѓани можат да ги прочитаат во нашиот отчет. Ги повикувам граѓаните да ги прочитаат овие проекти, но и сите други проекти кои што може да ги најдат на нашата веб страна. Неодамна на пресконференција најавивте една новина, биомедицински потпомогнато оплодување за сурогат мајчинство. Искрено сум многу среќен и задоволен што можеме да констатираме дека овој концепт профункционира. И сум многу среќен што ќе можеме да кажеме за скоро време дека и во Македонија ќе имаме бебиња кои што се добиени од сурогат мајка и имаме веќе два пара, две семејства кои што не можеле да имаат деца, а кои што преку сурогат мајка ќе добијат ваква можност, односно ќе може да имаат сопствено дете. Два пара се споени со две сурогат мајки веќе и во завршна фаза се сите оние договори, процедури кои што треба да се завршат согласно законот, и очекуваме потоа да започне процедурата на биопотпомогнато медицинско оплодување, со што и Македонија ќе биде една од земјите во кои што овој концепт функционира на сурогат мајчинство.
Денес во просториите на општина Пробиштип, министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот Тони Тоневски потпишаа договори за финансирање на проектите за изградба на водоснабдителни системи за село Кундино и село Турско Рудари. Со обезбедените финансиски средства во висина од 1.500.000 денари ќе се заврши водоснабдителниот систем до село Кундино, а изградбата на водовод за село Турско Рудари е поголем проект чија вредност е околу 9 милиони денари. Со одобрените средства од Министерството во износ од 2 милиони денари ќе се изгради една делница од водоводот, а за останатиот дел од проектот општина Пробиштип дополнително ќе обезбедува финансиски средства. Двата проекти треба да бидат завршени во период од 3 месеци, а се финансираат преку програмата за инвестиции во животната средина за 2016 година. Во Виница предадени нови простории во Центарот за социјална работа. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов истакна дека со средства од владата и понатаму ќе се помага во инфраструктурата на вакви слични објекти. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов во посета на целосно реновираната агенција за вработување и Центарот за социјални работи во Виница, чии објекти добија модерен и современ изглед, а вработените добија поквалитетни услови за работа и прием на барањата на граѓаните. Ова целосно обновување на институциите во општина Виница се дел од еден поголем проект кој што го финансираме преку ИПА програмата на Европската унија, за кој што обезбедивме околу 2 милиони евра за реновирање и обновување на над 42 објекти ширум Република Македонија. Станува збор за 18 центри за социјална работа, 12 дневни центри за деца со пречки во развојот и 12 центри за вработување ширум Република Македонија, кои што добиваат нов модерен изглед, современи услови за работа. Што се однесува за обнова на центрите за социјална работа и дневните центри за лицата со посебни потреби, активностите се на половина од реализацијата за нивна реконструкција и се очекува да заврши во наредниот временски период. Во текот на изминативе 5 години отворени се 2 нови градинки во селата Трисино и Стибања. Во новата детска градинка, според програмата за енергетска ефикасност, се е заменето системот за затоплување, односно е инсталирана печка на пелети и со тоа се намалени енергенсите кои што се трошат скоро за половина. Доградена е нова ламела и овде е зголемен капацитетот за чување на деца, некаде за околу 30 деца, и старата градинка, исто според програмата за енергетска ефикасност, заменета е старата фасада со нова фасада и овде е заштедата на енергенсија некаде намалена за половина. Доградена и овде ламела, некаде околу 25 за 25 деца е зголемен капацитетот. Инаку, општина Виница е општина со најмал број невработени лица во Републикава. Моментално изнесува околу 1850, од кои 1117 се пасивни баратели на работа и околу 739 се активни баратели на работа. Општина Виница е одличен пример за соработка помеѓу локалната и централната власт, а активностите се дел од проектот за континуирано унапредување на условите за работа на институциите што се под Министерството за труд и социјална политика. Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажо Боев потпишаа договор за финансирање на проектите, персонална експозиција на респирабилни цврсти честички на урбаната популација во Скопје и Тетово и мониторинг и мапирање на нивото на бучава во урбани средини. Персонална експозиција на респирабилни цврсти честички на урбаната популација во Скопје и Тетово и мониторинг и мапирање на бучавата во урбаните средини се два проекти кои Министерството за животна средина ќе ги реализира во соработка со Универзитетот Гоце Делчев. Во поглед на влијанието на загадениот воздух врз здравјето на населението, проектот треба да резултира со дефинирање на честичките кои го загадуваат воздухот, со што ќе се знае и нивното потекло. Ќе знаеме точно и влијанието, тоест процентот на
загадувачите на амбиенталниот воздух. Така што знаејќи ги тие проценти, точни проценти, нема веќе да се шпекулира во јавноста кој колку влијае во загадувањето. Туку ќе знаеме точен индикатор и ќе можеме после да изготвуваме планови во таа насока. Загадувањето на животната средина е проблематика на која Универзитетот Гоце Делчев работи од основањето, а соработката со Министерството за животна средина е постојана, изјави ректорот Блажо Боев. Но договорот за кој денес уга да потпиша соработка со Министерството е значаен поради тоа што Универзитетот влегува во една заедничка програма на повеќе универзитети и научни установи. Ние од своја страна како универзитет, бидејќи имаме исклучителна квалитетна, да кажеме, опрема, лаборатории и кадар и знаење во оваа област, и самите делуваме во насока на подобрување на условите во животната средина, и јас слободно ќе најавам дека во оние средини кај што делува универзитетот, тоа е делот на Југоисточна Македонија, ние ќе развиеме телеметриската мрежа, значи сами ќе развиеме телеметриската мрежа, и ќе ги дадеме информација на Министерството за животна средина, сите ќе ги добиеме со нашите станици кои ги располагаме како универзитет, и со таа програма ќе помогнеме максимално во поглед на зајакнувањето на капацитетите на Министерството за животна средина и неговите врски со универзитетите и со научните установи во Република Македонија. Професори и студенти од техничките и биотехничките науки ќе бидат вклучени во истражувањата кои ќе се вршат во лабораториите во кампус 4. Таму ќе се врши селекција и ќе се испитува концентрираноста на частичките кои се присутни во воздухот во Скопје и Тетово. Постои голема разлика меѓу амбиенталните концентрации и концентрациите на кои што реално се изложени луѓето. Благодарение на нашите односи, значи не секогаш, и на нашиот начин на живот, не секогаш ги следиме концентрациите на цврсти честички и не мора, ако надворе многу загадено, истото да се пренесе на населението. Ние сакаме повеќе со овој проект да му овозможиме на Министерството да може да донесува мерки во правец на непосредна заштита на населението. Буџетот за двата проекти е околу 2,5 милиони денари, истите ќе се реализираат во период од околу една година, со споредбени податоци за загадувањето на воздухот во летниот и зимскиот период. Резултатите од истражувањата во голема мера ќе го олеснат делувањето на Министерството за животна средина во период на зголемена аерозагаденост. Универзитетот Гоце Делчев покажа дека инвестициите што ги направи и во материјални и во човечки ресурси за јакнење и акредитација на лабораториите во сите сфери на животната средина, значи од сите медиуми, ги дава резултатите, веќе е препознаено и од министерствата, меѓутоа и надвор од државата, и ние во тој правец ќе продолжиме како министерство да ги поддржуваме нивните напори, затоа што веруваме во тие резултати, во нивните анализи, и нашата основна цел е поддршка на научната заедница и доказ дека Република Македонија во тој правец се движи во вистинска насока, и понатаму оние лаборатории што се набавија ќе биде исклучително важно сега со овие проекти да ги покажат сите своји капацитети. Проекција на Министерството за животна средина е овие проекти освен во Скопје и Тетово во иднина да се прошират и во други градови каде се планира и поставување мрежа на мерни пунктови за аерозагадување и бучава. Универзитетот Гоце Делчев одбележува 9 години постоење. По тој повод, денес на оваа високообразовна институција, во рамките на која работат 12 факултети и 3 академии, со повеќе од 100 студиски програми во трите циклуси на студии, се одржа свеченост на која беа промовирани нови доктори на науки и доделени стипендии на најдобрите студенти. Главниот настан ќе се одржи утре, а на 27 спортските надпревари. Со свечена седница на Универзитетскиот сенат денес започна одбележувањето на 9-годишницата од работата на Универзитетот Гоце Делчев. Беа промовирани овогодинешните доктори на науки, а промоција имаше и на 7-миот поред каталог на изданија на универзитетот. Каталогот содржи околу 170 изданија, од кои 120 се учебници и учебни помагала, кои се депонирани во електронската библиотека на универзитетот. Учебниците и учебните помагала се пред се наменети за студентите, затоа што студентите се во центарот на овој универзитет и оваа електронска библиотека е пред се за нив наменета. Имаат современ, мултимедијален, брз, точен и бесплатен достап до сите учебници и учебни помагала. Мене ми е драго што оваа поминува во традиција, еве за 9 години го имаме 7-миот каталог поред на публикувани изданија во електронска библиотека. Одбележувањето на 9 години постоење на Универзитетот Гоце Делчев продолжува утре во 12 часот во свечената сала на Правниот факултет,
кога Универзитетскиот сенат ќе има свечена седница на која ќе се доделуваат свечени признанија и плакети на заслужни поединци, професори и студенти, а ќе се доделат стипендии за најдобрите актуелни студенти на универзитетот. Истата седница ќе се промовира професор Онорис Каузе или почесен професор, тоа е професорот од компанијата Дрекслер Мајер, професор на економски и социјални науки, и со повеќе музичка програма Каде ќе бидат вклучени студентите од Музичката академија. На свечената седница своје обраќање ќе има заменик министерот за образование и ректорот на универзитетот. На истата седница ќе своје обраќање ќе има и почесниот професор Онорис Кауза. Одбележувањето на патрониот празник на Штипскиот универзитет завршува во недела 27 март со одржување на велосипедската трка со велосипед на факултет, настан на кој се поканети сите заинтересирани да дадат поттик за рамноправно учество на велосипедите во сообраќајот. Овој настан ќе биде проследен и со музички перформанс. Има доста најава, доста е комплексна организацијата на еден ваков настан, бидејќи ќе биде збогатена со културни и забавни активности, ќе настапуваат локални музичари, групи кои што ставиле свој белег. Во оваа прилика би сакал да најавам еден интересен настан. Веројатно ќе имаме еден панорамски голем автобус на кој што ќе имаме и дисџокеи, кој што веројатно ќе пред време ќе му даде еден амбиент и еден тон да ги повика сите граѓани да дојдат во центарот на градот. За безпрекорно организирање на овој настан, професор доктор Кирил Барбареев истакна дека ќе соработуваат и со секторот за внатрешни работи, кои би го регулирале сообраќајот во централното градско подрачје. Целта за организирање на сите предвидени настани по повод роденденот е потенцирањето на општествената одговорност која ја има Штипскиот универзитет, а велосипедската трка ќе стане традиција, истакна Барбареев, бидејќи е тесно поврзана со екологијата. Со велосипедизмот да се обезбеди чист воздух за сите. По повод велосипедската трка од Универзитетот Гоце Делчев Штип и Велосипедската федерација на Република Македонија со цел зголемување на безбедноста на сите учесници во велосипедската трка, од кој голем дел ќе бидат деца, апелираат граѓаните кои ги паркираат своите возила на улиците Кеј Маршал Тито, Васил Главинов и улица Генерал Михајло Апостолски, односно од градскиот трговски центар до црквата Свети Никола и од зградата на општина Штип до судот на ден 27 март недела во периодот од 8 часот и 30 минути до 13 часот и 30 минути да ги отстранат своите возила од овие улици. Водата во селата Облешево, Теранци и Уларци, хемиски и бактериолошки е неисправна за пиење, потврдуваат испитувањата на Центарот за јавно здравје Кочани. Во останатите села во кои е земена мостра, водата е уредна. Најновите испитувања на Центарот за јавно здравје Кочани покажуваат неисправност на водата за пиење во 3 села – Облешево, Теранци и Уларци. Имено, испитувањата на мостра на вода земена од Основното училиште Свети Климент Охридски во Облешево покажале дека микробиолошки е неуредна, а хемиски е добра, што значи дека истата не е за пиење. Во Уларци и микробиолошки и хемиски е неуредна, а во селото Теранци хемиски е уредна, но не и микробиолошки, што значи и таму водата не е за пиење, вели доктор Благица Ѓурковик, директор на Центарот за јавно здравје Кочани. Од мострите на вода земени од Зрновци, Кучичино, Основното училиште Страшо Пинџур, Чешиново, Жиганци, Спанчево и Милева Помпа Кочани, водата е хемиски и бактериолошки уредна за пиење. Во селата каде што водата не е за пиење, Центарот за јавно здравје дава препораки за користење на флаширана вода. И понатаму останува Центарот будно да ја следи состојбата и да ги информира жителите за исправноста на водата за пиење. На влезот во Берово ќе се гради кружен тек и крстосница на регионалниот пат кон Струмица, со што во голема мера ќе се подобри безбедноста во сообраќајот и пристапот на учесниците во сообраќајот кон центарот на градот. Со кружна раскрсница ќе се поврзуваат улицата Маршал Тито на влезот во Берово и регионалниот пат Струмица-Берово. Во тек се градежните активности за изградба на кружниот тек, со што значително ќе се подобри безбедноста во сообраќајот на овој дел од Берово. Проектот предвидува асфалтирање на коловозна конструкција на ленти со широчина од 3,5 метри, со вкупна површина од 2332 метри квадратни асфалтен бетон.
Ние со проект конкуриравме во Агенцијата за финансиска подршка на руралниот развој и земјоделието и ги добивме средствата за изградба на кружен тек на влезот на Берово, зашто како градоначалник, а и по разговори со сите учесници во сообраќајот и сите граѓани од општината беше доста непријатно и несигурно возењето, тоест одвивањето на сообраќајот на овој дел од градот, зашто предимство имаше регионалниот пат, правецот го задржуваше локалниот пат, така да едно од најдобрите решенија или најдобар проект кој се реализира и ќе се реализира во текот на 2016 година е токму кружниот тек. Сметам дека тоа ќе го препознаат и граѓаните и со самото завршување на проектот, со самата завршување на изградбата на проектот ќе се зголеми безбедноста на сообраќајот во градот. Целиот простор, како што истакна градоначалникот, ќе биде осветлен во согласно со нормативите за осветлување на раскрсници, а ќе се постави и соодветна вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација. Вкупната инвестиција за проектот е 8.530.000 денари, кои се обезбедени од страна на Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој и дел од буџетот на општина Берово. Министри на земјите членки на Европската Унија денеска одржуваат вонредна средба по барање на Белгија на која ќе се разговара за терористичките напади во Брисел, за бомбашките напади на аеродромот и метростаницата во Брисел, во кои загинаа најмалку 30 лица, а над 200 се повредени. Одговорноста е превзеде групата Исламска држава. Истрагата е во тека, полицијата е во потрага по еден од осомничените терористи кој успеал да побегне од аеродромот Завентем. Потегот на Раул Кастро, председателот на Куба, ќе остане запаметен при историската посета на американскиот председател Барак Обама на оваа држава. Се работи за моментот кога Обама сакаше да го прегарне Кастро. Кастро едноставно постави блокада, ја запре раката на Обама и не му дозволи да има преградка преку рамо. Наместо тоа првиот човек на Куба ја крена раката на Обама во воздух, во нешто што наликуваше на победничка гестикулација. Во Србија е уапсен Драган Даревелски, поранешниот директор на Царинската управа на Македонија во владата на поранешниот премиер Љупчо Ѓоргиевски, потврдуваат од Министерството за внатрешни работи. Тој бил уапсен во вторникот во 14 часот по повеќе од една деценија бегство, односно по 13 години престој во Србија. Тече постапката за негова екстрадиција во Македонија. Други детали засега нема за овој случај. Во 2003 година за него беше издадена потерница, откако 6 месеци пред тоа полицијата трагаше. Тој беше спектакуларно уапсен во Белград, но само по неколку дена покажа документ дека е српски државјанин и не беше екстрадиран. Даревелски беше осуден на 7 години затвор во отсуство за проневера, односно за злоупотреба на службената должност и овластување. Македонската фудбалска репрезентација беше рамноправен противник на Словенија во добар дел од првото полувреме на вчерашниот пријателски надпревар кој се одигра во Копер, но сепак измените и повлекувањето од игра на Горан Пандев им дозволи на домакините да наметнат голема иницијатива и да стигнат до минимална победа во вторите 45 минути. По надпреварот се вадеа импресии од одиграното. Горан Пандев, кој заработил хематом по еден дуел со домакините, истакнал дека е пресреќен што се враќа во репрезентацијата. Бев одсутен од репрезентацијата 2,5 сезони. Сметам дека Македонија заслужува многу подобро. Наредниот надпревар Македонија го игра против селекцијата на Бугарија. Во сабота со почеток од 18 часот Вардар ја пречекува Висла во реванш надпревар од 8 на финалето во Лигата на шампионите. Македонскиот шампион со реми се врати од Полска, па шансите за пласман меѓу 8-те најдобри се големи. На денешната пресконференција Раул Гонзалес предупредува дека мора да се одигра максимално за да се дојде до посокуваниот резултат. На првиот меч со Висла одигравме нерешено, испуштивме победа, имавме 4 гола предност на 3 минути до крајот, но ремито во Полска е одличен резултат кој сега треба да го искористиме
искористиме, вели Раул Гонзалес. Треба да ја подобриме играта во одбраната. Во Полска примивме 30 голови, а тоа не е добро. Сите прогнозираат дека ќе победиме лесно, но јас не мислам така. Висла игра добро на гости, па мораме максимално да бидеме подготвени. Ова беше се во ова издание на Дневникот. Останете со програмата на Канал Плюс и имајте пријатна вечер.